За да не ја дочека Охрид трета година поред туристичката сезона без уредени плажи, бидејќи надлежните институции 5 години не ги понудија плажите под концесија, нити го изготвија планот за управување со Охридското крајбрежје, локалната власт донесе одлука на 11 плажи да се постави урбана опрема, односно шанкови од природни материјали. Во езерските води нема да има платформи или било какви други градежни конструкции. Тие плажи беа оставени сами на себе и представуваа опасност, бидејќи се распаѓаа, а јас како градоначалник не можам да дозволам повеќе да нема уредување на плажите, вели Пецаков, гневен затоа што државата не успеа пола деценија да го донесе планот за управување со Охридското крајбрежје. Иначе, да подсетиме, таа задача беше на државата, односно на Агенцијата за просторно планирање заедно со Транспорт и врски, крајниот рок беше декември 2021 година. Ако чекаме со 5 години да има неуредено, тоа сум неодговорен градоначалник на општина Охрид. Во меѓувреме се уште течат судските постапки на поранешните концесионери, кои стопанисуваа со плажите на атрактивни локации на потегот од Студенчишта до Канео, а кои беа срушени од страна на претходната локална власт. Плажите беа искористени само како шминка да се прикаже дека нешто се работи во врска со зачувањето на статусот во Охрид. Ние, иако сме ги гледале и препораките и дискусии за УНЕСКО, апсолутно не сме виделе ни еден документ според кој плажите, нормално научна студија, стручна студија, според кој плажите имаат негативен импакт на биодиверзитетот на Охридското езеро. Инаку поставувањето на урбана опрема на 11 локации на крајбрежјето ќе оди по пат на јавно надавање. Заинтересираните кои ќе сакаат во период од 3 години да управуваат со урбаната опрема ќе треба да платат минимум 11.000 евра, бидејќи тоа е почетна цена на јавното надавање, барем кога станува збор за најатрактивните локации.